Почитувани, добра вечер. Гости во емисијата Став вечерва се Елена Мишиќ, раководител на проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран од фондацијата Чекор по Чекор и Благица Димитровска, председател на Сдруженијето Инклузива. Господја, добро вечер. Добра вечер, ви благодариме на поканата. Вие сте раководител на проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран. Кажете ни за почеток, споделете со нас кои се оние главните активности на овој проект. Ова е еден проект кој што има трајање од 3 години. Неговата имплементација почна минатиот септември, значи сега ние сме на почеток на втората година. Проектот е финансиран од Европската унија и се спроведува во соработка со уште две невладини организации, Инклузива од Куманово и Хантимак од Тетово, а во многу блиска соработка и координација со Министерството за образование и наука. Се работи за еден проект кој што е дел од напорите на Република Северна Македонија за градење на инклузивно општество, односно за приближување до стандардите и практиките на земјите членки на Европската унија и на сите поразвиени земји во светот. Со овој проект се обидуваме да помогнеме во процесот на градење на инклузивни училишта, затоа што, како што знаете, од 2023 година треба да престане запишувањето во посебни училишта и посебни паралелки и тие да прераснат целосно во ресурсни центри, што значи дека сите дечиња со попреченост ќе треба да учат во редовните училишта. Нас многу не радува што и на ниво на образовни политики, меѓутоа и на ниво на училишни практики и на став во општеството се повеќе таа инклузија се наметнува како не само неминовност, туку и најдобро решение за образованието на сите деца, а во тој контекст и учениците со попреченост. Самиот проект има повеќе компоненти. Главниот стожер на проектот е обезбедување на финансиска поддршка на семејствата на учениците со попреченост, односно доделување на стипендии. Како почеток, овој проект им помага на оние ученици кои што допрва го започнуваат своето образование и уште од минатиот септември ние доделуваме стипендии на ученици од прво и од второ оделение. Во текот на минатата година имавме 320 стипендисти. Таа поддршка продолжува и понатаму, меѓутоа тоа не е единствената компонента на проектот. Ние покрај ова ги поддржуваме и училиштата со организирање на обука и подготовка на наставниците на стручната служба за развивање на нивното разбирање на самиот концепт на инклузијата, меѓутоа и за развивање на знаењата, вештините и ставовите за како треба да се работи со ученици со попреченост. Имајќи го тоа предвид, сакам да кажам дека ова не е нешто што првпат се случува во државата. Ние со инклузијата живееме, се разбира, во помала мерка во последниве 20 на години и веќе имаме училишта кои што се доста напреднати на овој план. Меѓутоа, ако сакаме да ја постигнеме целта сите училишта да бидат инклузивни, ние треба да вложиме навистина многу поголеми напори. Покрај ова, проектот овозможува и туторска поддршка за учениците, за да им помогне да се вклучат во образовниот процес, меѓутоа и да им се помогне на семејствата да научат како полесно и поефективно да го поддржуваат образованието на нивните деца. Тоа што е главно вечерва е да информираме за повторната можност за стипендирање на учениците со попреченост. Па еве, кажете ни до кога трае повикот, кои се потребните документи за да се поднесе апликација и ред слични работи. Значи, како што реков, минатата година почнавме со ученици од прво и од второ оделение. Оваа година продолжуваме со упис на нови 150 дечиња од цела Македонија, кои што се ученици запишани во редовни, во посебни паралелки, во посебни училишта, односно сега веќе ресурсни центри, нели, во прво оделение. Нашето очекување е дека учениците од второ оделение минатата година беа известени, заради тоа се фокусираме сега само за оние кои што допрва се запишуваат во прво оделение и за таа цел до 30 септември е отворен огласот за прибирање на апликации. Потребната документација е едноставно да се пополни апликацијата, која што ќе најдете на интернет страницата на фондацијата Чекор по Чекор. Можете да се обратите и до нашите партнери во Куманово, Инклузива и Хантимак во Тетово или до нас, ќе ви дадеме и конкретни совети и помош при пополнување на апликацијата, меѓутоа потребно е да се достави и потврда дека ученикот е запишан во прво оделение, како и други документи кои што сето тоа го имате инаку впрочем во огласот, во отворениот повик. И јас би сакала да апелирам и до родителите и до учениците навистина да искористат оваа можност, заради тоа што овие месечни стипендии навистина се од голема полза за семејствата,
затоа што знаеме дека да се подигне едно дете е навистина голем товар за секое семејство, особено за децата со попреченост кои што имаат и дополнителни трошоци. Ние се трудиме да им излеземе во пресрет на сите оние кои што се разбира ги исполнуваат условите, односно имаат дете со попреченост во семејството, кој што е запишано во редовното образование. Дали граѓаните на Куманово може да се информираат или да добијат помош во однос на пополнувањето на апликацијата во Куманово или тоа ќе мора да го сторат во Скопје? Може да се пополни апликацијата која што може да се симне од нашата интернет страница, може да ја пратите по пошта, може да се скенираат документите, да се пратат по имејл, сите контакти ги имате таму, а граѓаните на Куманово и околината може да се обратат директно до невладината организација Инклузива, каде што ќе добијат не само формулари, туку и помош во пополнување на апликацијата и поддршка за незино доставување, собирање на документацијата. Морам да посочам дека и во минатата година и оваа година сите училишта на територија на Република Северна Македонија се покажаа навистина проактивни и им пружија голема помош на семејствата во пополнување и поднесување на овие апликации. Значи во било кој училиште да се обратите или кај нашиот партнер Инклузива ќе добиете помош. Голем дел од родителите на учениците на децата со попреченост се плашат доколку аплицираат за стипендија да не го изгубат правото за гарантирана минимална помош. Што ќе им порачате на родителите? Согласно правилникот кој што го регулира ова прашање, стипендијата не е основа за губење, значи стипендијата си е независно и ниту едно семејство нема да ги изгуби сите оние права што ги има на финансиска поддршка. Ако се обратите до нас и до нашиот партнер, можеме и да ви посочиме и каде точно и во законската регулатива тоа стои. Ние минатата година со помош и на Министерството за образование контактиравме со сите центри за социјална работа. Значи сите што се таму вработени и задолжени за оваа тематика се запознаени. Не постои значи никаква опасност да се изгуби финансиската поддршка од државата по основ на стипендија. За колкова помош станува збор? Стипендиите изнесуваат 50 евра месечно. Стипендијата се добива за 10 месеци, колку што трае учебната година. И да напоменам само дека ученикот кој што ќе влезе во оваа програма, следната година нема потреба повторно да аплицира, заради тоа што тоа си продолжува понатаму до крајот на завршување на проектот, односно до август 2023 година. Покрај за стипендиите, да поразговараме малку и за останатите активности кои што ги спроведувате во рамките на овој проект. Вие веќе станувате препознаени по својата работа и по вашата поддршка на училиштата. Се работи на подобрување на пристапноста и инклузивноста на училиштата, па еве во продолжение, а секако дека ќе пуштиме и видео на кое што ќе видиме што работите, но сепак нели ќе ни објасните за што станува збор. Условите во училиштата во Македонија се различни, меѓутоа скоро да нема училиште кое што нема потреба од дополнителна помош. Прашањето на инклузивност е горливо прашање, меѓутоа е и прашање на колку самите училишта се подготвени, колку самите општини го согледуваат ова како проблем. Можете да видите една од нашите активности кои што ги спроведуваме е подобрување на пристапноста и на можностите за квалитетно образование, за социјализација, дружење и рехабилитација. Ова конкретно сега што го гледате е едно од училиштата. Ние се стремиме кон тоа да помогнеме на 40 училишта да ја подобрат својата пристапност и инклузивност. Една од активностите кои што ги поддржуваме е формирање на инклузивни игралишта во училиштата, во училишните дворови. Овде се работи за училиштето, основното училиште Истикбал од Тетово. Можевте да видите каков беше теренот пред да почнеме со нашата интервенција. Ова се завршните резултати како едно училиште може да им помогне на сите ученици кои што имаат посебни потреби, конкретно на учениците со попреченост, да ги подобрат своите услови. Оваа конкретна компонента од проектот ја правиме во соработка со општествено одговорни компании во државата, некои меѓународни компании, амбасади, филантропи, со општини кои што се заинтересирани и како што можете да видите, ова беше едно игралиште кое што во текот на летото го подготвивме и го пуштивме во употреба. Овде имате информации за самиот проект, кои се неговите цели. Би сакала само да посочам дека вакви инклузивни игралишта се отворени на повеќе места. Ние досега поддржавме 10 училишта, значи готови имаме грантирани 10 училишта. Инклузивни игралишта се отворија во основното училиште Лазангеловски во Скопје и во основното училиште Кочорацин во Дојран. Мислам дека таа можност ќе имаме да ја видиме и малку подоцна, заради тоа што сметаме оти
немаме доволно можности за дружење, за социјализација, едноставно за излегување од дома. Голем дел од децата и од лицата кои што живеат со попреченост поради својата ограниченост во движењето не се во можност да ги искористат можностите што им се достапни на другите лица. Еве го гледате училиштето во Дојран. Тука исто така направивме едно инклузивно игралиште. Инаку се работи за училишта кои што имаат повеќе од 20 стипендисти во својата средина, односно кои што имаат инклудирани повеќе деца со попреченост. Целта е не да се направи нешто само за учениците со попреченост, туку напротив, прашањето на нивната инклузивност е прашање на нивното место во општеството. Ако ние успееме да ги извадиме од дома, ако покажеме дека тие не само што можат и сакаат да живеат заедно со сите други деца кои што се со типичен развој, ние создаваме една добра основа за како понатаму да градиме инклузивно општество. Училиштата се можно заинтересирани, ова се гледа во нивната желба да вложат своји собствени напори, да ги одржуваат училиштата, да помогнат со своји дополнителни активности околу овие конкретно инклузивни игралишта. Она што нас не радува, имаме едно, да речеме, првото игралиште беше во општина Неготино отворено, тоа беше прво инклузивно игралиште во цела општина. Ние се надеваме дека сите лица кои што живеат на територијата на оние училишта кои што ги поддржуваме, ќе може да имаат корист од оваа можност. Покрај инклузивни игралишта, ние ги поддржуваме училиштата со можеби најголемата потреба што ја чувствуваат, отвораме сензорни соби. Што значи дека ние се обидуваме во училиштата со помош, повторно ќе нагласам, со општествено одговорни компании кои што ни помагаат на начини кои што се за нив соодветни. Би сакала да ја спомнам и вашата куќа. Вие во рамките на вашата програма ни помогнавте со прикажување на соодветни видеа со кои што се обидувавме да ја подигнеме јавната свест од потребата за инклузија. Овде еве имаме еден типичен пример како во Скопското училиште Георгија Пулевски, од една просторија која што се користеше како дневен престој, помошна просторија, успеавме да направиме едно катче кое што на наставниците, на стручните служби им е неопходно за да можат да им обезбедат на учениците со попреченост квалитетна настава. Зборуваме за можности за рекреација внатре во училиштето, за подобрување на фината моторика, имаме деца со физичка попреченост. Зборуваме за едно тивко катче каде што ќе може децата и да се смираат, меѓутоа и да се стимулираат со најразлични дидактички средства и соодветни наменски да речем нагледни средства со опрема, да им се помогне на наставниците во работата, заради тоа што знаеме колку е навистина тешко денеска да се работи со едно цело оделение со најразлични потенцијали и можности, особено кога зборуваме за ученици со попреченост. Овие сензорни соби, од кои што имаме досега во Македонија отворено 4, им помагаат на специјалните едукатори да може да осмислат својата работа со учениците со попреченост, а сега и согласно новите законски измени, секој ученик треба да добие образовен асистент и ова представува едно навистина добро катче каде што ќе можат квалитетно да работат индивидуално во мали групи. Ова што сега го гледаме е основното училиште Христијан Тодоровски Карпош од село Драгоманце, од општина Старо Нагоричане, каде што гледате една просторија која што беше користена како, да речеме, мини спортска сала. Успеавме да ја реновираме, да ја преуредиме и да ја опремиме со најразлични дидактички помагала, средства, со сензорни огледала кои што им помагаат на учениците да ја совладаат таа латерализација и тоа прашање на свест за само себе, со најразлични помошни помагала за учење кои што во оваа просторија индивидуално ќе им помагаат на сите деца кои што имаат посебни потреби. Секако дека овде се наметнува прашањето дали една ваква сензорна соба се планира и имате нели можности да отворите во општина Куманово. Нели овде станува збор за општина Старо Нагоричане? Да, ова ние го посочуваме како пример. Ние работиме со сите училишта во Македонија кои што се заинтересирани, кои што ја согледуваат потребата. Во овој момент преговараме и разговараме и планираме поддршка за 2 училишта во општина Куманово, што не значи дека е тоа крај на нашата работа. Ние уште 2 години се посветуваме на оваа активност. Во моментот преговараме со општествено одговорни компании. Би сакала да упатам апел до сите нас како граѓани на оваа држава дека градење на инклузивно општество е одговорност на сите.
сите треба да вложиме напори да ја развиеме својата собствена свест и да бидеме подготвени за живот во едно поразвиено и подобро општество. Во тој контекст, јас им благодарам на сите што помагаат и упатувам апел, значи, и до сите поединци и со едно подсетување дека стоиме на располагање за секаква помош и на училиштата, и на родителите, и на компаниите да го најдат своето место во ова општество кој што сите го градиме заедно. Господја Мишиќ, ви благодарам на гостувањето. Ми беше чест, ви благодарам и вам. Како што најавив на почетокот на емисијата, за проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран, ќе поразговараме и со господја Благица Димитровска, претседател на Сдруженијето Инклузива. Господја Димитровска, добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. Пред малку разговаравме за инклузивни игралишта, за сензорни соби. Еве, кажете ни вие конкретно за општина Куманово, колкава е потребата за едно инклузивно игралиште, за една ваква активност од страна на вашите здруженија? Зависно од училиштата, потребите се различни. Не се само однесуваат за сензорните соби и за игралиштата, се уште има училишта каде е потребен надворешен пристап, внатрешноста во училиштата не е пристапна, пристапните тоалети се потребни, внатре материјалите за работа со децата со попреченост не се адаптирани според нивните потреби, но сметаме дека секој училиште треба да има сензорна соба, затоа што законот стапува на сила 2023 година, но и сега имаме голема бројка на вклучени деца со попреченост во редовните училишта, каде што им е потребно катче, каде што ќе можат да се смират и подоцна да продолжат со програмата во училницата. Потребни се едукативни материјали и така работиме на потребите на училиштата, прво ги осознаваме и според нивните потреби се прави нешто кое е инклузивно, кој ќе се користи за сите деца, не само за децата со попреченост, но најголем бенефит ќе имаат семејствата и децата со попреченост. Кај нас во училиштата гледаме најпрвен колку стипендисти имаат, бидејќи се најголема бројка на наши стипендисти од проектот, приоритет се тие училишта, што не значи дека понатаму бројката ќе се зголемува. И ги гледаме нивните потреби, така и грантовите се распишуваат и се вклучуваат компаниите за поддршка на овие активности. Така, кога сме кај компаниите, колку компаниите се општествено одговорни, ги поддржуваат ли вашите активности? Каква е вашата соработка со компаниите од Куманово? Па ние денеска започнавме за прв пат да одржуваме состаноци со компании и одржавме со 3 компании состаноци, постои расположение. Се надеваме понатаму ќе се приклучат уште, затоа што до сега од искуството кое го имаме работејќи на овој проект на национално ниво, секоја компанија од кој град потекнува, таму сака и да даде донација, таму сака да ги поддржи овие проектни активности. И ние во Куманово се уште немаме направено ништо за нашите училишта, затоа почнавме да ги контактираме. Се надеваме дека најпрви 2-3 училишта ќе добијат, па понатаму сите ќе можеме да ги опремиме. Тоа се нашите желби, ќе видиме понатаму како ќе можеме да прибереме средства, затоа што овие активности се сосема поинакви од она што досега го работевме. Компаниите најпрви не ја познаваат доволно состојбата на училиштата и до сега владееше дека децата со попреченост треба да се образуваат во посебни училишта, не со другите дечиња заедно, но сега се и законски врзани училиштата и веќе им е познато на поголем број и компании, но и на граѓаните, дека понатаму навистина ќе создаваме заедничко инклузивно општество и дека ни треба поддршка, особено на здруженијата кои работиме во интерес на општествени работи. Значи, тоа е нешто што ќе остане трајно за следните генерации. Секој така треба да размислува
дека овие дечиња имаат исти права како сите останати и треба да се создадат услови кои ќе ги користат и другите дечиња. Една сензорна соба или инклузивно игралиште ќе допринесат во нашата општина следните генерации да немаат предрасуди, да ги почитуваат различностите на другите граѓани, но ќе бидат похумани во однос на се што постои. Јас мислам дека како општина која е исполнета со различности, без оглед дали е тоа на националност, на определба било каква, и предрасудите кон овие луѓе, кон оваа различност ќе се намали кога сите заедно даваме допринос. Како здружение давате и туторска подршка на учениците со попреченост, но организирате и обуки за наставниот кадар и инклузивните тимови во училиштата. Може ли да ни кажете нешто повеќе околу оваа активност? Така, ние минатата година имаме 30 на тутори кои работеа со повеќе дечиња и беше од огромна корис, затоа што наставата за оваа категорија повеќе се одвиваше онлайн, но и во училиштата туторите работеа исклучиво онлайн, но од она што го правиме со анкетирање на родителите, тие беа презадоволни, бидејќи никој немаше друг да им помогне за време на пандемија ако не беше туторската подршка. А сега со јавниот повик од МОН што го имаше за образовни асистенти, ќе видиме како се организираат, се уште нема доволен број на образовни асистенти, но и не е спроведена категоризацијата на голем број на деца. Чекаме овој месец како ќе биде, за да знаеме колку тутори ќе распределиме во училиштата, бидејќи тие се сосема нешто поинакво од образовните асистенти, самото нивно име говори дека тие се еден вид како на старатели, односно директна подршка и на семејството, и на училиштето, и на самото дете. Додека образовниот асистент е задолжен за спроведување само на програмата, образовната програма, која ја работат во училиштето за да ја адаптира и за да може детето да ја совлада полесно. Кога станува збор за туторите и образовните асистенти, граѓаните често ги мешаат овие термини. Здруженијето Инклузива обезбедува и лични асистенти за нашиот регион. Еве која е разликата? Иако спомнавте, но поконкретно да објасните. Разликата помеѓу овие три вида на подршка на децата и лицата со попреченост е голема. Значи, досега општината даваше образовни асистенти преку програмата за општо корисна работа, која финансираше UNDP, каде што образовните асистенти седеа со клупа до секој дете. На овој начин се навикнаа и родителите дека треба да има секој дете образовен асистент. Тоа не треба да е така. Еден образовен асистент треба да е во училницата, треба да ја прилагодува програмата за детето што е вклучено во училницата заедно со другите деца, но не најмалку да седи до тоа дете, бидејќи јас не се чувствувам корисно ако некој друг седи до мене во една образовна институција, исто и за децата со попреченост. Значи, образовниот асистент е задолжен за совладување на образовната програма. Туторската подршка е сосема нешто поинакво. Тоа е подршка на детето за да се адаптира во училишната средина, да соработува туторот со семејството, со стручниот тим во училиштата, а личниот асистент е сосема нешто друго. Личната асистенција до сега беше само за лица над 18 годишна возраст. На наша иницијатива возрастната граница се спушти од 6 годишна возраст. Затоа што видовме, имплементирајќи ги проектните активности на овој проект, дека за децата со телесна попреченост и децата кои имаат визуелни нарушувања е потребен личен асистент.
за го донесе до училиштето, да му помогне основните работи што се совлекување во внатре во училишната средина, но и да го врати назад. Тоа е сосема различни три вида на подршка што во другите земји повеќе време се користат, ние сме на почетокот. Си уште немаме пријавено некој родител да побара личен асистент за детенце. Сакам да ги информирам и да ги потикнам да побараат во Центарот за социјални работи, од каде понатаму ние можеме да обезбедиме личен асистент за децата. Пред крајот на емисијата уште еднаш да ги повикаме родителите на учениците со попреченост да аплицираат за месечните стипендии од проектот Биди ин, биди инклузивен, биди инклудиран. Рокот за пријавување е до крајот на месец септември. За оние кои што можеби подоцна се вклучија во емисијата ова вечер, господја Димитровска, кажете ни уште еднаш како да ве контактираат, каде може да ве најдат за да побараат помош доколку им е потребна за аплицирање и кажете ги уште еднаш основните критериуми за аплицирање за оваа месечна стипендија. И јас би ги повикала родителите на првачињата со попреченост. Досега, ако не доставиле апликација, може да ја достават во нашата канцеларија на улица Пионерска, број 29, веднаш до доктор Стојмановски лабораторијата. Секој ден канцеларијата е отворена од 8:30 до 16:30, но може да не побараат и преку телефон на 076 279 662 и 663. Понатаму можат слободно да не побараат и на социјалните мрежи, на Facebook страницата на Инклузива, но и на мојот личен профил кој ме познава. Секако можат да испратат документи и преку мејл. Повеќето родители на кои им е потребна директна поддршка за попълнување на апликацијата, слободно може да не контактираат телефонски за да им помогнеме и преку телефон. Документите кои се потребни се извод од матична книга, потврда од училиште дека е запишано детето од 2021-2022 година и пријавата. Сите овие документи можат слободно и на Вибер да ни ги пратат ако не се во можност да дојдат во нашите канцеларии, но да се слушнеме за да им објасниме понатаму што треба. Критериумите се детето да не е корисник на друга стипендија, затоа што има и друг вид на стипендија, да има нека документ дека е дете со попреченост, дали тоа ке е МКФ или наот и мислење, не е важно кај нас, така и да се комплетирани документите. Рокот истечува, можноста е добра за самото семејство. Висината на средствата се 50 евра месечно, кои се даваат на 3 месеци, значи после 3 месеци ќе добијат на своја сметка 150 евра. Секако тие средства ќе ги употребат за потребите на детето, каде на овие семејства им се потребни многу средства за да го издржат товарот на образованието на децата со попреченост. Господја Димитровска, ви благодарам на гостувањето. Се надевам дека во следната прилика, во следната емисија ќе разговараме за тоа колкав број на ученици, односно нивни родители, аплицирале за оваа стипендија. Ви благодарам. Благодарам и на вас. Секако понатаму ќе имате податоци редовно колку имаме во општината, но и на ниво на другите општини. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечерва. Се гледаме следниот петок. Пријатна вечер.